Клуч наврата и на градинките, училиштата и пензионерските домови, ако за тоа има потреба. Откако премиерот Мицкоски најави мораториум до отстранување на недостатоците за сите објекти кои не се изградени или не работат согласно правилата, министерот за локална самоуправа Златко Перински вели дека јавноста треба да почека да заврши процесот за да се има јасна слика што да се направи во иднина. Министерот вели дека на владата е важно да ја гарантира безбедноста на граѓаните, па затоа на спорните објекти ќе им биде даден рок во кој ќе треба да ги елиминираат недостатоците. Доколку таа аномалија која што објектите не ја отстранат во некој догледен период, секако дека нема да можат и нема да имаат услови да работат. Во тој период ќе бидат затворени, еве конкретно градинки? Мислам да. Владата се уште размислува кога да воведе мораториум за објектите кои не ги исполнуваат условите за работа и колку време тој ќе трае. Идејата е да им се остави простор да ги отстранат пропустите, а по истекот на тој рок да влезе инспекција и да провери дали е се во ред. Министерството за економија во моментов работи на измени на Законот за угостителска дејност, со кој ќе се овозможи проверка на исполнувањето на минимум техничките услови за работа пред давање на лиценцата. Контролата задолжително ќе ја врши Државниот пазарен инспекторат. Новите измени предвидуваат и забрана за работа по одземање на лиценците ако се утврди дека оние кои ги поседуваат не работат согласно законите. Глобите за прекршителите драстично ќе се зголемат. Новитети се и формирањето комисија од професионалци кои ќе ги испитуваат минималните технички услови. Ќе има измени на кривичниот законник, бидејќи за некои дела ќе се одговара и кривично. Не само пред време да се утврдат условите со потпис од комисијата и стручните лица, него понатаму и тој записник да влези во понатамошна процедура и повторна контрола од страна на секторот за угостителство, односно соодветната институција, во случајов е Министерството за економија и труд, и на таков начин и самите инспекцијски служби на терен ќе имат многу подобра и појасна слика што да контролираат и каде да контролираат. Пазарниот инспекторат ја заокружи првата фаза од контролите за што е изготвен записник кој е доставен до надлежните органи. Од денеска 5 инспекцијски екипи ги проверуваат рестораните и објектите наменети за големи прослави. Овие инспекции се фокусирани на проверка дали објектите ги исполнуваат минимално техничките услови кои што ги бара законот. Во наредните денови очекуваме нов извештај од оваа контрола кој ќе даде појасна слика за нивоата на усогласеност и сите неопходни корективни мерки кои што ќе треба да се превземат. Досегашните инспекцијски контроли покажаа дека дури 70 до 80% од објектите не ги исполнуваа стандардите и не работат според прописите.